Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте во училница. Јас сум Миријана Туковска, наставник по хемија во Основното училиште Христо Узунов во Охрид. За овој час потребен ви е учебник по хемија, периоден систем, тетрадка и прибор за пишување. Ве замолувам внимателно да го проследите видеочасот, повремено паузирајте и запишувајте во вашите тетрадки нови поими и одговарајте на поставени задачи и барања. Денешната наставна содржина е користење валентност за пронаоѓање на молекулски формули. Цели да го објаснуваш поимот валентност, да ја определуваш валентноста на елементите ако е дадена хемиската формула, да пишуваш, односно да составуваш формула на бинарно соединение ако е позната валентноста на двата елементи. Пред да почнеме со новата наставна содржина, да се подсетиме на поимите. Хемиски символ ни представува куса ознака за обележување на хемиските елементи изведени од нивните латински имиња. Знаеме дека се обележуваат со големи латинични букви. Хемиска формула ни представува кус запис за сложените супстанции, односно соединенија и некои прости супстанции, во овој случај како водородот, кислородот, хлород, а од сложените пример хлороводород, вода, амоњак, метан. Знаеме дека формула за вода е H2O, а тоа ни покажува дека една молекула на вода се состои од два атоми на водород и еден атом на кислород. Индекс е мала бројка што се пишува десно долу за хемискиот символ и ни го покажува бројот на атоми на дадената супстанција, во овој случај 2 атоми на водород, 2 атоми на азот, 2 атоми на кислород. Коефициент е голема бројка што се пишува пред хемиската формула и ни го покажува бројот на молекулите. 2H2O значи 2 молекули на вода. Во 2 молекули на вода имаме 4 атоми на водород и 2 атоми на кислород. 5NH3, 5 молекули на амоњак. Во 5 молекули на амоњак имаме 5 атоми на азот и 15 атоми на водород. Значи, множиме коефициент по индекс. Валентност. Поимот валентност е многу важен во хемијата и доаѓа од латинскиот збор валенција, што значи сила. А валентност е број на хемиски врски што може некој елемент да ги образува. Дадени ни се молекулските формули на супстанциите хлороводород, вода, амоњак и метан. Исто така, представени се и со структурни формули, а може да се представат, односно да се направат модели на молекули на дадените супстанции. Валентноста се обележува со римска бројка над символот на елементите. Може да биде постојана, има помал број на елементи и променлива, поголем број елементи во различни соединенија имаат различна валентност. Дадени ни се молекулските формули, но ќе се задржиме на структурните. Од структурната формула на хлороводород може да се забележи дека еден атом на водород се поврзува со еден атом на хлор, затоа водородот е едновалентен, исто така и хлород. Во структурната формула на вода, еден атом на кислород поврзува два атоми на водород, затоа кислородот е двовалентен. Од структурната формула на амоњак се забележува дека азотот поврзува 3 атоми на водород, затоа е тривалентен. И во структурната формула на метан, еден атом на јаглерод поврзува 4 атоми на водород и затоа е 4 валентен. Постојана валентност водород едновалентен, кислородот двовалентен. Најчесто според нив се определува валентност. Определување на валентност според водородот. Водородот во своите соединенија секогаш е едновалентен. Тоа значи дека атомот на водород може да се сврзи само со уште еден атом од некој друг елемент. Например, азотот во амоњак е сврзан со 3 атоми на водород, па според тоа азотот е тривалентен. Сулфурот во H2 се сврзан со 2 атоми на водород и е двовалентен. Определување валентност според кислородот. Ако знаеме дека кислородот е двовалентен, тогаш ако со него се сврзи само еден атом од некој друг елемент, и тој мора да е двовалентен. Во овој случај имаме магнезиум оксид. Еден атом магнезиум се сврзува со еден атом на кислород и двата се со иста валентност. Ако се сврзат два атоми од некој елемент со еден атом на кислород, тогаш тој елемент е едновалентен. А ако за еден атом од некој елемент се сврзат два атоми на двовалентен кислород, тогаш тој елемент е четиривалентен. Кај бинарните соединенија, соединение е составено од два различни елементи. Ако е позната валентноста на едниот, може да се определи валентноста на другиот елемент со користење на следното правило. Производот од валентноста и индексот на едниот елемент мора да биде еднаков на производот од валентноста и индексот на другиот елемент.
Важно е да знаеме дека елементите од прва група од периодниот систем се едновалентни, а од втората група се двовалентни. Пример за определување на валентност. Дадена ни е формулата AS2O3. Валентноста на кислородот е 2. Индексот на кислородот во формулата е 3. Индексот на арсенот во формулата е 2. Се бара валентноста на арсенот. Го применуваме наведеното правило. Значи, 2 ни е индексот на арсенот, по X ни е непознатата валентност на арсенот, еднакво на 3, тоа е индексот на кислород, по неговата валентност 2. Според тоа, арсенот во ова соединение е 3 валентен. Определување валентност на елементи во бинарно соединение. Пример, определи ја валентноста на елементите во N2S. Натриумот е елемент од првата група од периодниот систем, значи е едновалентен. Ако го примениме правилото за определување валентност на соединението од два елементни, валентноста на сулфурот е непозната, ќе определиме на следниот начин. Производот од валентноста на натриум е 1, помножена со бројот на атоми на натриум 2, значи 1 по 2 еднакво на 2. X е непозната валентност на сулфурот. 1 по 2, значи 1 ни е валентноста на натриум, по 2, тоа се атомите на натриум, е еднакво на X, тоа ни е непознатата валентност на сулфурот, по 1, а тоа е индексот на сулфур. Сулфурот е двовалентен. Еве некои поважни елементи и нивна валентност што може да ви користат. Едновалентни: водород, литиум, натриум, калиум. Всушност тоа се елементи што припаѓаат на првата група од периодниот систем. Двовалентни: магнезиум, калциум во втората група. Тривалентен: алуминиум. 4-валентен: јаглеродот. Само во јаглерод моноксид е двовалентен. Оловото се јавува со променлива валентност во некои соединение 2, во некои 4. Сулфурот 2, 4 и 6. Азотот може да се појави во неговите соединенија со променлива валентност од 1 до 5. Железото 2 и 3. Бакарот едновалентен и двовалентен. Фосфорот 2 и 5 валентен. Пишување формули врз основа на позната валентност. Ако ја познаваме валентноста на елементите во составот на соединението, може да составиме формула на тоа соединение на следниот начин. Задача: напишете формула на соединение што се состои од тривалентно железо и двовалентен сулфур. Решение: дадени ни се валентностите на железото 3 и на сулфурот 2. За нив бараме НЗС, најмал заеднички содржател. За 3 и 2 е 6. За да добиеме индекс за железото, добиеното НЗС го делиме со неговата валентност, значи 6 делено на 3 еднакво на 2. На исти начин постапуваме и за сулфурот. 6 делено на 2 еднакво на 3. Значи индексот за железо е 2, а за сулфур е 3. Значи, прво ги запишуваме символите над нив дадената валентност, а потоа врз основа на НЗС ги запишуваме индексите. Формулата ќе биде Fe2S3. Правило на вкрстување. Друг начин за да ги определиме индексите на елементите во хемиската формула, тоа може да го направиме со користење правило на вкрстување. Според кое правило на едниот елемент се запишува валентноста како индекс на другиот елемент. Напиши го символите напиши ги еден до друг. Ако има метал, прво се пишува металот. Запиши ја валентноста на секој символ. Вкрсти ги броевите и запиши ги како индекси. Провери ги индексите. Задача: да се состави формула на соединение што се состои од алуминиум тривалентен и кислород двовалентен. Значи, прво се запишуваат хемиските символи алуминиум и кислород, валентностите кои што ни се дадени, така да тривалентниот алуминиум всушност ќе биде индекс за кислородот. Двовалентниот кислород, односно неговата валентност, ќе биде индекс за алуминиум. Формулата ќе биде Al2O3. Активности за домен. Да се определи валентноста на елементите во следните соединенија. Која е формулата на соединението што содржи 5-валентен фосфор и двовалентен кислород? За повеќе информации и вежби, користи го учебникот на страна 28 до 30.
Ви благодарам на вниманието.